Јас уште пред 4 години, значи уште кога не бев на тапет на лустрацијската комисија, јавно изјавив и напишав во неколку наврати дека лустрацијската комисија се претвори уште во една алатка на оваа власт за справување со критичарите или инакомислечките. Тоа се потврди во мојот случај, особено со еден абсурден документ што беше изваден дополнително, во кој мојата наводна жртва во македонската телевизија телефонски разговара со човек од државната безбедност. И во тој разговор од неколку страници што е симнат, всушност мојата наводна жртва ме кодоши мене. За да извадите таков документ за моја лустрација, навистина треба да сте забегале ептен. Но проблемот во ваков еден режим како нашиот, во груевизмот, е што на фановите на владеачката партија им е доволно некој да ве прогласи од нивните за било што, можете, нели, за убиец, за крадец, за дилер на дрога или за кодош, и тоа се прима како нели дефинитивна работа. Оттаму одлуката на управниот суд е некаква сатисфакција. Таа пресуда значи дека се поништува решението за моја лустрација, што значи дека не произведува никакви правни последици, важи од моментот на донесувањето. Но оваа пресуда не може да ги исприше другите последици што ги предизвика решението на комисијата што ја предводи Томе Аџиев. Мојот случај не е инцидент од работата на лустрацијската комисија. Има повеќе, барем неколку случаи со кои сум ги следела и сум запознаена, каде што навистина се гледа дека лустрацијата е понарачка. Тоа го слушавме од бомбите, а беа обелоденети само мал дел од тие разговори кои се однесуваат за нарачани лустрации. За жал, за среќа, не знам како да кажам, но бидејќи престана да процесот на лустрација, иако лустрацијската комисија и натаму екзистира, фактот што одлуката, решението за мојата лустрација е поништено, тоа значи дека тие не можат повторно да се занимаваат со мене. Инаку, во неколку други случаи, кога жртвите на комисијата на Аџиев ја бараа некаква правда пред управниот суд, комисијата за лустрација повторно си ги носеше истите одлуки, и тоа така неколку пати, некои завршија во Страсбур. Значи, тоа говори колку тие тераат по еден пат по кој ги добиле инструкциите. Оттаму, навистина, не сум единствената на тој план, која смета дека еден ден навистина треба сериозно да се анализира работата на комисијата за лустрација. Да се види каде, колку и зошто некој ја злоупотребувал позицијата. Особено парадоксот што јас лично и како Фокус првите години бевме заговорници за процесот на лустрација, особено да се прочистат институциите од луѓе кои за кариера или некако финансиски бенефит кодошале други. И видете, ние добивме комисија која за привилегии, пари, функции и такви добивки, безпоговорно, без факти, жигосуваше луѓе и уништуваше. За да не се повтори, навистина еден ден, работата на оваа комисија треба да биде под сериозна лупа. Јас во секој случај со ова не сметам дека е завршен мојот случај и ќе преземам се што треба и во иднина, како што реков, и генерално, не само за мене, но и лично за мојот случај, да ги истерам работите на чистина.